Година на промени, предизвици, подеми и падови. Некои ќе ја паметат како година на големи разочарувања од новите власти. Некои пак типуваат дека токму нивните одлуки прават историски чекори за Македонија. Затоа на крајот од годината ги извојуваме највпечатливите личности и нивните потези во изминативе 365 денови. Додуша во период на вакви политички турбуленции вистински предизвика да се направи селекција, а списокот би можело да биде бескрајно долг. Сепак редакцијата на еден ТВ издвојува само 5 моменти, а ова е нашата топ листа. Помеѓу сите гроздобери, празијади, смоквијади, пифтијади, премиерот Зоран Заев имаше време и за средби со лидерите од глобалната политичка сцена. Интензитетот на состаноци растеше, а паралелно на тоа и пропустите. Австријскиот канцелар Себастијан Курц и премиерот Зоран Заев се најдоа на насловните страници во медиумите од регионот, но не поради јасната поддршка за евроатлантските интеграции, туку поради погрешеното знаме на делегацијата од Австрија. Или службата за протокол на владата има чудна смисла за хумор, или пак возбудата си го прави своето. Па сега или никогаш е шансата за НАТО и ЕУД, а таму се знае, само под услов на колективна амнезија. Или амнестија, како сакате. Со овој непопуларен потек Заев успеа да изнуди дури и коментар од претседателот Ѓорѓе Иванов. Мојата цел беше помирување преку помилување, а вашата цел е обезбедување поддршка за уставните измени преку уценување. Ама кој да му објасни на претседателот дека тука се нарекува уцена за гласање на уставните измени тоа што на Запад се смета за лобирање кај политичарите. Барем така некако гласеше полициската формула на министерот Спасовски. Кај нас викаат да имате врска да се вработите, во Европа тоа го нарекуваат препорака да се вработите, меѓутоа тоа е суштината на. Но и покрај се, сосема јасно е дека овие сцени од потпишувањето на договорот во Преспа ќе бидат изучувани во историјата. Веќе следниот ден фотографиите од ракувањето помеѓу Заев и Ципрас, премиерите на две доскоро закрвени држави, станаа символ за стабилност во кревкиот регион. Затоа сведочи и номинацијата за еминентната Нобелова награда. Но одиме понатаму. Во исчекување на денот кога би ги освоиле светските насловни страници како држава чиј премиер е добитник на Нобелова награда за мир, можеме да бидеме спокојни, бидејќи светот и тоа како знае за нас. Со 3 градови кои уриваат рекорди во аерозагадувањето, медиумското внимание ни е загарантирано. Додека јавноста мудрува и посочува прсти, добро е да се знае дека има некој кој си ја брка исклучиво својата работа. Сега јас не се бавам со граѓаните. Граѓаните може да се тужат. Што е и сосема очекувано од еден министер со полни раце работа во обид да се справи со алармантното ниво на штетните PM10 честички. Се прашувате како и кои мерки се преземени? Прв пат има во Македонија програма за аерозагадување. Се уште не ви е јасно? Волам, тоа јас сум ти кажал. Со крајот на зимата еколошките политики на власта повторно ќе паднат во втор план, додека аерозагадувањето пак не кулминира и се така во круг. Затоа барем да ги послушаме советите кои ни ги делат министрите и да не излегуваме од дома. Освен ако ептен немаме потреба. Па вие проценете сами. Кога станува збор за економските политики на власта, тука нема простор за проценка. Затоа постојат прецизни индикатори кои судат дали сме налико милената Данска на министерот за финансии. Дека очигледно не сме сведочи индексот на сиромаштија во Македонија, кој пак е крајно бескрупулозен што не ги остави имуни ниту носителите на власта, пратениците. Тие се на идеја да се изгласаат ни за постмандатни привилегии, а во спротивно ќе биле приморани да се снаоѓаат за корка леп. Но најснаодливиот им колега измисли начин дополнително да си ја монетаризира функцијата. Изјава дам за 50 евра. Со ова пратеникот Арнаудов само ја изнесе вистината на виделина за тоа каде се парите. Па се разбира, во новинарите. Тие собраа дури и повеќе од неговата стандардна тарифа. За секој случај, ако треба евентуално и да се претплатат за следната изјава. Не мора да имате познавање од хортикултурата за да ви биде јасно зошто и каков прекар имаат твитерџиите за претседателот Иванов. Него јавноста најверојатно ќе го запамти по кочниците кон новата власт како и по инертноста на неговите постапки. Сепак, претседателот на државата одлучи да молчи во многу клучни моменти за нацијата, се до неодамна кон крајот на неговиот мандат кога се случи неочекуваното. Ве молам сега кој има прашање да постави. Да, токму тоа се случи. Иванов се одважи да ги удостои новинарите со одговори на нивните прашања. Човек не треба ништо да го изненадува, но постојат институции во држава. А во меѓувреме? Она што денеска е интересно од настаните во светот е годишната конференција на рускиот претседател Владимир Путин. Се одржува по 14 пати. Денеска биле акредитирани рекордни 1720 новинари. Траеше приближно 4 часа.
над 50 новинарски прашања. Мислам во првиот мандат кога беше уште генерал Мирослав Стојановски. Тоа судот ќе го каже. Не. Храбро, председателе. Но не се единствено новинарите привилегирани. Годинава одговори добија и за толканите млади души, чии животи се нереализирани поради тоа што се уште не стапиле во брак. Верските власти во пресрет на празниците ги просветлија со Божјата мудрост. Ако не сте во брак, постои само еден пат по кој треба да тргнете. Правец во манастир. Мојата порака е или рано да се женат и мажат и да формираат здрави, пред се духовно и физички, па и интелектуално семејства, а потоа ако некој не е за да се жени, се мажи, имаме 100 манастири во епархијава да ги наполниме манастирите. Сепак овој совет можеби и не е толку лоша идеја доколку се посвети само малку време на интернет пребарување. Две монахињи признаа дека проневериле пари за патувања за коцкања во Вегас. На крајот испаѓа дека анализите на твитерџиите се сепак најпрецизни, особено оние кои велат дека во брак не е лошо, но во манастир е екипата. Опа, долази Европа, сад ќе да нас бiju силе светске милиције. Бурните денови ги оставаме зад нас, неизвестните се допрва пред нас. Дури да се рече дека оваа година беше година на одговори, се уште нема одговор на прашањето дали Европа ќе дојде кај нас или единствен начин да се биде дел од европското семејство е преку некој од граничните премини. Осијати дулу марихуане, цугат неку брлју што е стигла из Тиване. Волио би да е пара више него мање и да сваки дан за ручак мезим суши једем јање.